Учениците од основните и средни училишта кои освоиле прво, второ или трето место на меѓународен надпревар од областа на математиката и природните науки, како и нивните ментори, годинава парично ќе бидат наградени од страна на Министерството за образование и наука. За прва освоена награда ресорното министерство ќе додели 50% од просечната нето плата во Република Македонија, 40% за втора и 30% за трета награда. Рокот за аплицирање е до 30 јуни. За учениците кои досега учествувале на многу надпревари, повикот е уште поголем мотив за да работат напорно и да стигнат до меѓународен надпревар. Секако ова представува поголема мотивација и поттик, но најголема мотивација и поттик е мојот дедо и мојата менторка Снежана Захарија. Прв пат започнав со надпревари во четврто одделение на математика поточно, на регионалните надпревари, а од седмо одделение имам освоено награди на државни надпревари и на олимпијади, како и последниот надпревар сега што беше на Европскиот математички куп, освоив трета награда. И одговорните лица од основните и средни училишта вела дека повикот од Министерството за образование и наука ќе представува уште поголема мотивација, како за самите наставници, така и за нивните ученици. Ова најнова објава од владата на Република Македонија, која што опфаќа финансирање на најдобрите ученици кои што освојуваат награди на државни надпревари, а исто така и за професорите, ќе представува голема мотивација како за учениците, така и за наставниците, и мислам дека максимално ќе се вложуваат за припрема на таквите ученици во овие следни надпревари кои што следуваат во текот на учебната година. Исто така, Министерството за образование и наука и оваа година ќе додели финансиски надомест за освоено прво место на некои од државните ученички надпревари по различни предмети, кои се организирани од Сдружение на наставници акредитирани од МОН. Износот е половина просечна нето плата за ученикот и за наставникот кој го подготвувал. За надоместокот тие може да аплицираат до 31 август.